Со денешниот гостин во студиото разговараме за балетската уметност. Со нас е Игор Киров, неуморниот балетски авантурист со високи уметнички дострели и голема истреност во зацртаните цели. Добар ден. Добар ден и поздрав до сите гледачи на Македонска телевизија. Со вас секогаш има повод за разговор, секогаш има нешто што сакате да го споделите со публиката. Овој пат имаме неколку поводи. Почнуваме со новиот проект кој што се одржа во Сараево. Станува збор за балетот Сви марш на плес, кој што всушност представува и шестата продукција на Balkan Dance Project. Па вака, само ќе се навратам, значи, рековте шеста продукција точно. Balkan Dance проектот го оформивме јас и мојата асистентка и предсе пријателка Мојца Мајцен, балерина од Словенија, во 2013 година. И од тука започна нашата авантура, која што ја за потрага за нешто подобро, за нешто поинтересно на Балканот, за нешто каде што сакавме да споиме сите оние играчи, кореографи, композитори, костимографи кои што едноставно работат во независната сцена и сакавме на некој начин балканска современа сцена да направиме еден push forward. Така да од 2013 па до денеска, до 2020 ја направивме 6 продукции. И сите 6 продукции беа проследени со повеќе од 40.000 гледачи се заедно, значи секоја продукција секој шеташе низ просторите на бивша Југославија, значи како се ставено со луѓе од Вардар па до Триглав, така се минува кореографите, играчите, продукциите, така успеавме да направиме нешто што ја мислам дека за овие наши простори е малку револуционерно и во секој поглед добро, затоа што е нешто ново и влева една нова слика и сила за оно што се дешава кај нас. Сви марш на плес е една продукција која што мене навистина ми е драга, затоа што успеавме да се навратим во едно време кое што сите вика дека било многу добро, во едно време кое што се ценеше многу повеќе животот на некој начин и оно што луѓето го вреднуваа тоа што постоеше испред нив. Така да Сви марш на плес беше направена по музика на легендарните Биело дугме, Горан Бреговиќ, и една представа која што, реков, ја наврати публиката во едно време каде што се добро живеело, каде што сите се почитувале повеќе меѓусебно. На представа која што ги поврза играчите од Македонија, Словенија, Босна, Хрватска и Србија. Направивме еден продукт кој што или една продукција која што мене навистина ми е драга, која најде на еден многу добар одзив и кај публиката и кај критиката во Сараево. Во критичкиот осврт за овој настан стои дека балетот е приказна која ја воодушеви сараевската публика. Приказна за едно време, приказна за една генерација. Во текстот исто така се истакнува дека тоа е динамична танцова представа во која доминира кореографското искуство и умење. Се чувствува енергијата на секој играч на сцената и музиката ни прави инспирација, односно копнеш за тоа време. Што е она што ве водеше во обликувањето на кореографијата? Се базиравте на либретото, на некогашното живење или пак се базиравте на безвременските хитови на Бреговиќ? Мислам дека направивме еден добар микс на сето тоа заедно, затоа што представата ја работивме пред да излеземе во студио, добри 6 месеци заедно со драматургот. Се трудевме да најдеме еден добар спој помеѓу сите три ствари кои што ги рековте. За оние кои што сакаат да бидат навратени во едно добро време, успеваа да уживаа во тоа. За други уживаа во хитовите на Биело дугме, а во трети оно што едноставно таа енергија е таа представа е полна со енергија, полна со едно искуство кое што јас како кореограф и сите играчи кои што иако како што реков, живееме се во едно друго време, никој од нас го нема на некој начин поминато тоа добро време, но сепак кога ќе се стават хитовите на Биело дугме, кој што де факто ова беше и првата представа направена врз музика на Биело дугме, ги навративме луѓето во една омладинска бригада. На сцената се наоѓа колички за песок, гајба пиво,
градеробата беше исто навратена во тој, значи на некој начин ги вративме и луѓето и ние самите себе истражувавме како било тогаш. Тоа се познатите акции со кои што Точно. се градеше тогашната Југославија, Така, кој што така е. секој млад човек се обидуваше да најде место во акциите. Точно. А таа музика на Бело дугме на некој начин спој на тоа што во тоа време постоеше. Така да успеавме да ги избереме хитовите кои што беа кои што мислевме дека најмногу ќе не заинтригираат нас како артистичка екипа и публиката. Мислам дека Бело дугме како група има доста хитови, се трудевме, не беше малку тешко да ги најдеме тие правите, кои што, но на крај успеавме, мислам дека по реакцијата на публиката, дека успеавме целиот склоп на музика, кореографија, сценографија, идеја да ја ставиме на едно добро ниво, каде што сите беа задоволни, па и јас. Да, само да напоменеме дека балетот се одржа според протоколот за COVID-19, се одржа во Сараево, на отворено, во местото каде што се изнедри всушност и Бело дугме. Точно. Идејата, првенствена идеја беше, ние бевме, значи, целата Балкан Денс продукција или Сви маршен плес беше во склопот на затварањето на Сараевскиот филмски фестивал. Но каква е ситуацијата, се да знаеме, не успеавме да се одигра во театарот во Народно позориште во Сараево. Фестивалот идеше онлайн, но ние одлучивме секако да тоа го изведеме затоа што вложивме доста труд и влеговме во еден простор кој што, како што рековте, таму се родија не само Бело дугме, него и многу доста познати ex-U бендови. Просторот е огромен испред Скендерија во Сараево, така да на некој начин во позадината стоеше Дом на млади, што е супер како еден факт на сето тоа што ние сакавме да го направиме. Вашата кореографска љубопитност се шири во многу правци. Требаше да започнете еден проект во театарот во Штип. Ме интересира дали постои разлика помеѓу кореографската поставеност на една приказна во балетот и во театарот. Кога се работи за нешто што е во сферата на драмска представа, например, или опера, затоа што и во оперите и во драмите се поставуваат кореографии, е различна и е прилагодлива према идејата или темата на тоа што таа драмска представа или опера го тражи од кореографот. Дали ќе се внесе балетов внатре, дали ќе се од оперските пејачи или драмските или глумците да се направи кореографија со нив. Така да е потешко да се работи со луѓе кои што не се инволвирани во играњето како што сме ние во балетната уметност, но е предизвик затоа што отвара нови граници и отвара нешто ново и за мене како кореограф и за нив како глумци, како оперски пејачи и така натаму. Така да мислам дека доколку идеите се чисти и јасни, што режисерот бара од кореографот, во драмска представа или во оперна представа, резултатот може да биде многу добар. Исто, барем за мене, исто представа добар спој кога ќе споиш и актери кои што се способни или имаат потенцијал за игра и играчи кои што се способни да глумат. Која представа треба да подготвите во Штипскиот театар? Доколку се биде како што треба, би требало да испадне представата Кралот Едип, со што Штипскиот театар обележува 70 години од своето постоење. Во јадрото на вашата кореографска уметност е сместена имагинацијата. Исто така и динамиката на техничката подготвеност, како и автентичноста на неизмерниот талент. Според вас, како ја дефинирате сопствената кореографска естетика и што се е потребно за добро кореографско остварување? Вака, кај мене се зависи со кој работам. Дали работам со балетна компанија или работам со современа или модерна трупа. На тај начин се адаптирам и јас према играчите. Тоа што јас го работам е базирано на естетика која мене многу ми значи, која доаѓа од класиката, иако јас никогаш не бев класичен играч, може би затоа и се осврнам на сето тоа, но кога работам со модерни конкретно компании или трупи, се познава дека
имам изграден еден стил кој што е препознатлив за кога еден гледач ќе погледа моја представа, од самиот старт ќе каже тоа е Киров, тоа е драго. Мене ми е драго да слушнам дека луѓето го препознаваат тоа што јас го имам. Мислам дека секој еден кореограф треба да се пронајде самиот со себе, самото искуство со секоја нова представа, еден нов предизвик каде што јас како кореограф се пронаоѓам во нешто ново, во нешто интересно, но пред се за мене е значи естетиката и технички подготвените играчи се предизвик за една добра представа. Во едно од нашите интервјуа, ќе кажам, велите дека Ротердам ви ги отвори портите за светот. И навистина, имате богата меѓународна кариера. Изминатите години престојувавте во балетот, бевте на водечката позиција на балетот на ХНК во Сплит. Вашиот мандат заврши, па еве може ли да се направи една куса ретроспектива за овој ваш професионален престој? Па вака, можам да кажам дека сум незадоволен, него презадоволен од тоа што успеав за изминатите 4-5 години колку што бев во Сплит. Секоја моја идеја беше остварена, секоја представа беше го виде својот ден, гостувањата, новите продукции, зголемениот број на представи, зголемениот број на карти, зборува по себе дека тоа што успеав да го направам ќе остане се секогаш во историјата на хрватскиот балет, иако не бев долг период, 4 години, сепак за тој мал период или еден мандат успеав да направам нешто што можеби на некои други директори требало повеќе. Успеавме да отвориме основна балетна школа во Сплит, успеавме да се појавиме на 69-те Дубровички летни игри, кои што никош до сега се немаше десено. Успеавме да го напуниме Лисински со 2000 луѓе догоре, значи полно да биде со Дервишите смртта. Остваривме де факто сите големи регионални градови, како што се Скопје, Белград, Сараево, Љубљана. Успеавме да стигнеме до Сеул, Минхен, Виена, Братислава, така да Рим, така да мислам дека сето тоа што го имав, пак ќе кажам зацртано, како идеја, го направив, го остварив, го подигнив балетот, бареме мислам на едно многу поголемо ниво, самата публика и самата критика, која што за моја среќа беше на моја страна и секојаш не поддржуваше и бодреше во секоја нова продукција, во секој нов чекор кој што го правивме со ХНК. Сум задоволен и мислам дека секој директор кој ќе има позицијата треба да има визија каде би требало да ја води својата компанија, тоа го имав и јас и резултатот се гледаше. И иако не сме во можност да говориме за идните планови заради пандемијата, но сепак што е она што тлее во вас како инспирација? Има многу представи кои што сакам да ги направам. Има многу можеби компании кои ми се драги, кои можеби би сакал да еден ден да ги земам во свој раце, но живееме во едно време каде што не знаеме утре што ќе се деси и де факто сите планови кои ги имав се одложени на одредено време затоа што не знаеме кога сме отворени, кога сме затворени, така да идејата ми, мислам, една од моите имагинации е да Сви марш на плес ја донесеме во Македонија, се надам дека ќе успееме тоа и да направиме една голема регионална турнеја, тоа е за сега. Представата во Штип да се оствари и се уште сме во некои преговори со една компанија за да ја го поставам Дервишите смртта. Така да доколку овие три продукти успеат барем до јуни да профункционираат, јас ќе бидам задоволен од сето тоа, доколку реков. Доколку не, да сме живи и здрави и ќе видам што во кој правец сето тоа. Мислам, исто сум во преговори со една компанија во Германија, тоа е отом потом, ќе видиме што ќе биде, но за сега е, значи, живеам ден за ден и се трудам да сето тоа што го имам зацртано на најдобар начин и на најбрз начин да го остварам, надевајќи се дека се во времето во кое што живееме сега ќе биде подобро барем од пролет. Јас ви благодарам за учеството во Витраж и ви посакувам понатамошни успеси и да продолжите по патот кој што сте го зацртале за ваша цел. Благодарам за поканата и се гледаме.